Основното училиште Кирил и Методи во Кучани денеска ја отвори првата сензорна соба која треба да придонесе за инклузивно образование. При отворањето, градоначалникот на Кучани Љупчо Папазов посочи дека мапирањето на состојбите во 2022 година, како и формирањето на социјалниот совет, придонеле во однос на инклузијата на децата со пречки во развојот. Додаде дека онаму каде што има просторни услови веќе се отворени сензорни соби, а ќе се направат напори и сите училишта да се опремат со ваков простор за учениците. Заеднички напори е утврдена потребата и локацијата на која да се постави оваа сензорна соба. Чекор по чекор и стручните служби од општина Кучани ја утврдија токму во ова место на кое што сме денес и на кое ги препознаваме потребите на децата со попреченост во делот на развојот и напредок во системот на образование. Со ова сметам дека правиме еден мал чекор во подобрување и подигнување на квалитетот на системот на образование во ова училиште и преку сите останати активности кои ги прави општина Кочани. Основното училиште Кирил и Методи има дефектолог кој им помага на наставниците и учениците распоредени во речиси сите одделенија и возрасти. И овој опремен и наменски простор ќе придонесе во таа насока за развој на моториката, стекнување вештини, совладување образовни цели, како и смирување на децата со попреченост. Големи придобивки ќе има за нашите ученици, бидејќи овде тие ќе се чувствуваат поубаво, ќе имаат поголеми резултати, поголеми постигнувања и сепак нивната во оваа средина каде што ќе бидат, поопуштени, порелаксирани и за нив ќе биде многу значајна. Од фондацијата Чекор по чекор велат дека ваквиот проект треба да им помогне на општините да станат инклузивни средини, затоа што инклузијата не се врзува само за образованието и учениците, туку стремежот на фондацијата е инклузивно општество. Сензорните соби се покажаа како неодменлив елемент во процесот на градење на инклузивно образование во државата, кон кој што сите се стремиме. Самиот проект и неговиот назив кон инклузивни општини преку квалитетно образование ја покажува и филозофијата која што стои зад овие иницијативи, односно еден простор кој што е наменет за поквалитетно образование на децата со попреченост, на децата со посебни потреби, на сите оние деца кои што имаат потреба од дополнителна поддршка, било преку индивидуална или групна работа. Финансиската поддршка за оваа сензорна соба е од Германското друштво за меѓународна соработка ГИС, а акцијата е спроведена од страна на фондацијата Чекор по чекор во соработка со училиштето и општината.